Пандемијата со COVID-19 не представува само здравствена криза, туку представува многу сериозна економска, би рекла психолошка, меѓутоа и социолошка криза. Зошто? Затоа што сите ние се сочивме со предизвикот како на најдобар, најбезболен начин да се справиме со истата, без тоа да има импликации врз нашето здравје, меѓутоа и без да се одрази негативно на она што представува предуслов за нормално функционирање на економијата. И тука особено значена е обврската која што преземат владите и на многу моќни економии во целиот свет, а не и како и на нашата држава, која што ќе се согласите секако со многу полимитирани ресурси во споредба со моќните економии. Меѓутоа, вирусот е безмилосен и сите оваа криза не погоди на различен начин со различен степен. За нас како влада во изминатиот период врни беа два приоритети. Прво, говорам пред се за улогата на Министерството за труд и социјална политика, зачувување на секое работно место во услови на пандемија, меѓутоа и грижата за најранливите категории на граѓани.